Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате 20-тиот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач, напишана од Хаџи Ата Уллах Калем. Оваа книга представува одговор на брошурата под наслов Кој се крие зад Ахмадиите, која е печатена и издадена од организацијата Сабур од Минхен, Германија. Во споменатата брошура Сабур ја обвинува Ахмадија заедницата дека го мрази исламот, а посебно дека го мрази Божиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем. दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है, दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है. Најави од Кадијана. Кога помина 13 век по хиџра и започна 14-ти, Семокниот Аллах ми објави дека јас сум реформатор на 14-тиот век. Низ Божјата објава неколку години подоцна ми спомна јасно дека Месијата, кој на ова нација и беше ветен многу порано, последниот Мехди, реформатор, кој е одреден да се појави во времето на слабењето на исламот, оној кој ќе биде надарен со директно Божјо водство, оној кој треба повторно да ја шири духовната храна и оној за кого чесниот пратеник праќал пораки пред 1300 години, не е никој друг, туку јас. Возвишени и чисти Божји објави ми зборуваа дека Аллах мене ме пратил како ветениот Месија и како ветениот Мехди и како посредник, судија за внатрешни и надворешни разлики. О, луѓе, јас сум Мухамади Месија и Ахмад Мехди. Аллах на вистина е со мене од моето детство до смртта. Вистина е дека на исламот му треба помош од Аллах. Јас сум реформатор на ова доба. Среќа е што Аллах не го оставил исламот во оваа состојба безпомошен. Според неговиот закон, ме пратил мене за јас да го оживеам. Знаци кои ги потврдуваат тврдењата на Хазрети Ахмад. Тврдењето на Хазрети Ахмад е потврдено со знаците кои се појавуваат на небото и на земјата. Например, Даркутни, најугледен стручњак, го повторува кажувањето на чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Нашиот Мехди има два знака, кои никогаш порано не се појавиле, како знак на вистинитоста за било кој друг, откако се создадени небесата и земјата. Месечината ќе се помрачи во месец Рамазан, првата ноќ, од ноќта кога месечината се помрачува, тоест 13-тиот ден од Рамазан, а сонцето ќе се помрачи на средниот ден, од денот кога сонцето се помрачува, тоест 28-тиот ден од Рамазан, и двете помрачувања ќе се случат во месец Рамазан. Тоа никогаш порано не се случило откако се создадени небесата и земјата. Вредноста на ова предскажување е од пред 1400 години, која ја докажува вистинитоста на Мехди, е во тоа што зборува дека до помрачувањето на сонцето и месечината ќе дојде токму на вака опишаниот начин. Помрачување без сомневање се случиле и порано, но никогаш како знак за појавување на небескиот реформатор, бидејќи никогаш низ историјата не постоеле предскажувања за напред опишан феномен. Тоа исто така е потврдено во ајетите на честниот Куран. Но човекот посакува пред него да греши. Прашува кога ќе се случи судниот ден, кога очите ќе се вкочанат и кога месечината ќе се помрачи. Помрачувањето на месечината се случило во четврток навечер, 13-та ноќ од месецот Рамазан, 1311 година по хиџра, 28 март 1894 година, а помрачувањето на сонцето во петок наутро, 28-тиот ден од истиот месец Рамазан, 6 април 1894 година. Помрачувањето на месечината се случува на 13-та, 14-та или 15-та ноќ на лунарниот месец, а според предскажувањата тоа се случило на првата од овие ноќи. Помрачувањето на сонцето може да се случи на 27, 28 или 29 во месецот, а се случило на 28, што значи во средниот ден од одредените денови, односно токму онака како било предскажано.
Тоа бил доказ дека Хазрети Мирза Гулам Ахмад бил во право, кога тврдел дека претскажувањето потполно се исполнило. И ова бил силен доказ за вистинитоста на неговите тврдења, бидејќи никој освен Аллах нема моќ над небеските тела. वो घड़ी आती है जब ईसा पुकारेंगे मुझे, वो घड़ी आती है जब ईसा पुकारेंगे मुझे, अब तो थोड़े। Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија и Мехди, вели: знаците кои се исполниле се толку многубројни, што нема простор за било кој разумен ум да ги негира. Сите небесни и земни знаци за доаѓањето на ветениот Месија се покажале во мое време. Помрачувањето на сонцето и месечината во месец Рамазан се случило пред извесно време, а се појавила и звезда, комета, се случија земјотреси, епидемии, христијанството со сила се шири во светот и како што е запишано, спротиставувањето на мене беше силно. Сите овие знаци се остварија. Благословени се оние кои ќе го препознаат имамот на ова време и ќе му се придружат на ветениот Месија и Мехди, како што и чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем им дал упатство. Оној кој умрел, а не го препознал имамот на своето доба, умрел како неук. Кога и да го најдете, дадете му завет на верност, баијат, дури и ако до него треба да стасате и преку заледена планина, бидејќи тој е Аллахов халифа, Мехди. Ветениот Месија точно забележал кога кажал: жална е состојбата на овие оџи кои нас не нарекуваат кафири и лажливци, и поради тоа што тие се должни да и служат на верата, а тие тоа не го прават и дури не се ниту способни за тоа. За жал, тие не мислат на ваквите тврдења кои би требало еднаш да се исполнат поради исполнувањето на Мухамедовото саллаллаху алейхи веселем предскажување. Ова е вон богобојазноста кога тие со таква сила го одбиваат ова тврдење, а ова тврдење не било само тврдење. Ова било сведоштво од Куранот и хадисите. Ова било сведоштво кое го објаснил нашиот поглавар Хазрети Мухамед саллаллаху алейхи веселем. Тоа биле знаци од небото и било крај на столетието. Искрено ќе ви кажам дека оној кој ќе ме прифати мене, го прифаќа него. Кој мене ме предскажал пред 1300 години и го најавил времето на моето појавување и ги одредил моите задачи, оној кој мене негира, всушност го негира него, кој наредил да ме прифатите. Вистинитоста на ветениот Месија и Мехди. Во претходниот дел објавивме дека според доказите во чесниот Куран и според кажувањето на чесниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи веселем, сега е време за доаѓањето на ветениот Месија и Мехди. Основачот на Ахмадија движењето е единствениот одреден за таа задача. Да се негира тој и да се отфрлат неговите тврдења не е лесно, како што и самиот тој кажал. Ако ме негирате мене, навистина тоа значи дека го негирате Бога и неговиот пратеник, Хазрети Мухамед саллаллаху алейхи веселем. Оној кој мене ме нарекува лажливец, всушност лагата му ја препишува на Бог. Прв аргумент, лична чистота, честност. Прв доказ за вистинитоста на неговата духовна задача е самиот тој или неговиот карактер. Самиот Аллах го штител од секое зло, му ја открил сета негова сила и способност и исто така го подготвил неговиот ум да може да ја прими неговата порака и го подготвил физички и психички да го издржи сето она што може да му се случи на Божиот пат. Во чесниот Куран имаме докази кои ја потврдуваат вистинитоста на чесниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи веселем. Аллах Джелешануху вели: ти кажи, ако Аллах Джелешануху сакал, јас немаше да ви го кажам ниту он, Аллах, ке ви го објавеше. Јас меѓу вас живеев долго пред ова пратеништво. Зарем тогаш нема да разберете? Со ова им се свртува вниманието на неверниците кон честноста на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем и тоа во текот на целиот негов живот, дури и пред да ја прими Божјата објава, од што произлегува дека оној кој води чесен живот, кој е на правиот пат, не може во својата полна зрелост да започне со измислување на лаги против Бог.
Ова стои во Куранот како доказ за вистинитоста на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем и може да се користи како критериум за вистинитоста или лажноста на секој оној кој тврди дека дошол од Бог. Хазрети Мирза Гулам Ахмад го свртел вниманието на својата честност со следните зборови: не можете да укажете ниту на една грешка, измама, нечестност или лукавство во мојот досегашен живот, така што не можете да кажете дека измамник во својот лажен живот додал уште една лага и измама. Кој од вас може да критикува било што од мојот досегашен живот? Божја е милоста тоа што Он од самиот почеток ме упати на правиот пат. Ова е доказ за оние кои ме одбиваат. मेरे झुटलाने के दिन हो गए हैं इसका मौजिब मेरे झुटलाने के दिन दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है. Оние кои го познавале Хазрети Мирза Сахиб, високо го почитувале. Тоа може да се види во пишувањето на Маулви Мухаммад Хусейн од Батала, водач на Ахл и Хадис сектата, кој дал коментар на првата голема книга на Хазрети Мирза Сахиб, Брахин е Ахмадија. Пишувајќи во својот весник Ишаат ас Сунах, тој со следните зборови сведочи за чистиот живот на Хазрети Ахмад. Авторот на Брахин е Ахмадија нам ни е добро познат. Тој му припаѓа на моето подречје и во младоста заедно одевме на исти курсеви. Заедно ги читавме Кутаби и Шарах Мулла. Од тогаш редовно се допишуваме, разговараме и бевме во контакт. Поради тоа никој нека не мисли дека е преувеличување ако кажам дека добро го познавам. Понатаму, авторот на Брахин е Ахмадија, а според искуството и забелешките на неговите пријатели и противници, ги следи наредбите на исламскиот закон и води побожен и вистинолюбив живот. Втор аргумент, измамникот не може да побегне од Божјата казна. Единствено и цврсто верување на сите муслимани и во согласност со Куранот е дека Аллах ќе го уништи секој оној кој сам ќе измисли нешто, а потоа ќе му го препише на Аллах. Ова начело се базира на следните ајети од Куранот. А кој е поголем силник од оној кој измислува лага против Аллах или ги одрекува неговите ајети? На вистина силниците нема да успеат. Не измислувајте лага против Аллах, за он да не ве уништи со казна, а сигурно ќе пропадне оној кој измислува лага. А тој за нас да измисли некој говор, ние него ќе го грабневме со десната рака и сигурно ќе му ја пресечевме жилата што чука. И никој од вас не можел да не сопре нас. Секој разумен ќе посведочи дека личноста која тврди дека зборува во името на Бог, а тоа не е вистина, и која изнесува лага против него, ќе биде меѓу најголемите виновници. И Бог таквата личност мора да ја направи безуспешна, бидејќи ако на измамниците би им било дозволено да напредуваат како вистински пратеници, не би имало критериум за разликување на вистината од лагата и вистината би била загубена. Значи да се утврди разликата помеѓу вистината и лагата, Бог мора да ги уништи оние кои во негово име лажно се представуваат. Муслиманските теолози и зналци навеле дека оној кој тврди дека ја примил Божјата објава и истрае во своите тврдења онолку долго колку што траело пратеништвото на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем 23 години, неговото тврдење мора да биде прифатено како вистина. Ова секако не значи дека еден измамник може толку долго да биде заштитен. Тој ќе биде казнет многу порано. Периодот од 23 години, според мислењето на муслиманските теолози, е последната граница која се смета за пресудна. Почесниот пратеник имало многу луѓе кои изнесувале лажни тврдења за пратеничство, но ниту еден не бил поштеден од пропаста, како што е и кажано во споменатите ајети. Во секој случај, Божјата пресуда била извршена и секој од нив бил уништен. Во случајот на Хазрети Мирза Гулам Ахмад, примањето на Божјата објава траело без престан преку 30 години. Објавите упатени нему со себе носеле безброј докази за веродостојноста и вистината.
биле полни со големи претскажувања, духовно разбирање, знаење за Божите нешта, искажувале грижа и за пријатели и за непријатели, како и духовно водство на највисоко ниво. Имале светли и уверливи докази на својата вистинитост. Не само што Хазрети Ахмад бил поштеден од Божјата казна, која била одредена за измамниците, туку ни својот живот оддел од победа во победа, и Аллах на вистина му помагал, како што ветил во честниот Куран, дека он помага на своите пратеници и избраници. लाने के दिन दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है Денес го завршивме 20-тиот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач. Еселаму алейкум.